на тоа координативно тело? Да, па уште не е пререгистрирано. Значи, ние додека Љубе Бошковски беше во затворот во Хаг, се договаравме ова здружение Љубе Бошковски да го пререгистрираме, да го направиме Драган Богдановски. Меѓутоа, и од тоа он отстапи, до ден денес не прифаќа да се пререгистрира здружението Драган Богдановски и дури беше ветувано од негова страна да биде он председател на Драган Богдановски, здружението на Драган Богдановски. Значи, за на крај би сакал да додадам нешто, значи, да се надеваме дека Хашкиот трибунал има храброст да ја увиди грешката што ја направи при првото судење на Јохан Трчуловски и сите македонци во целиот свет да се израдуваме на пролет, да го дочекаме Јохан Трчуловски како што го дочекавме пред тоа Љубе, со назнака дека Јохан Трчуловски нема да не предаде како што не предаде Љубе Бошковски. Господин Трајанов, како политичар ве прашам, со оглед дека се надам дека и ова емисија, како и многуте емисии кои ние несебично ги дадовме за одбраната на Македонија, рековме дека во оваа емисија учествувавте повеќе пати, тука сте представник и како политички субјект и представник на владеачкото мнозинство, а и секако ве прашувам како поранешен министар за внатрешни работи, дали може на светот да му се уште еднашка порача да се укаже дека треба да донесе праведна пресуда, кога имаме класичен и чист случај дека господин Трчуловски според извештаите, според овие информации, овие реакции, овие сите артикулации, толкувања, кажува дека господинот Трчуловски треба што поскоро се врати дома. Мислам дека и на поранешните носители на јавни функции, на министрите за одбрана, за внатрешни работи, но и на актуелните носители на јавни функции, паѓа врската, одговорноста да ги соберат сите релевантни факти и докази кои се во функција на откривање или потврдување на истината, за да имаме и ние и светот да има реална слика за случувањето од 2001 година и да одбраниме Република Македонија. Тоа, мислам, имаме обврска сите да го направиме и јас, кога прифатив да учествувам во оваа емисија, пред се мислев на тоа, да направиме се, не да отвориме братоубиствена војна внатре во ВМРО, ДПМН, во ВМРО, туку пред се да стигнеме до вистината, да направиме се Јохан Трчуловски, а со тоа и Република Македонија да ослободиме од одговорноста дека таа вршела војни злосторства над цивили. Бидејќи случувањата се многу поинакви, имаме за тоа и факти, и информации, и имаме должност према идните генерации да вистината да кажеме да знаат сите и во Македонија и во светот во целина. Тоа е наша врска и мислам дека тоа е врска пред се и на владата на Република Македонија. Господо, уште еднашка ви благодарам што вечерва бевме заедно минути. Се надам дека гледачите ја добиваат вистинската слика, велам вистинската или сликата која треба да ги дава своите вистински вредности. Реков дека не остануваме на ова рамниште, во оваа ситуација, во оваа позиција. Значи ние и натаму сме отворени да анализираме, да дефинираме, да артикулираме се она што значи вистина за Македонија. Драги мои, верувам дека ќе се согласите со мене дека Македонија не заслужува повеќе да се случуваат вакви настани. Македонија не заслужува своите млади генерации да се воспитуваат со малце непринципиелни и не фер, да речам, непатриотски чекори. Децата мораме да ги воспитаме во патриотски дух. Затоа и порачувам на сите политичари, политиканти и така наречени кои секогаш сакат да ловат во матно, да не се одушевуваат на брату, да речам, меѓусебното нетрпение, па да гледат како големи задоволни или да речам политички субјекти, ова се изјавам за право како новинарска констатација и забелешка, да се водушевуваат и да гледат каков ќе биде епилогот. Затоа политичарите од сите политички провиниенци, уште еднашка како и секогаш, имам задоволство да ве замолам, обидете се Македонија да разберете како заедничка творба, заедничка дефиниција во која сите сме секогаш сигурни и посилни, и дома и надвор. Бите живи и здрави, значи очекувајќи 7 декември, самитот што ќе одлучи и каква оценка ќе даде, нас секогаш треба да не окуражи, да не охрабри, дека Македонија има исконско име, автохтоно име кое не е најдено насекаде, туку од Бога дадено. Господе, благослови Македонија. Бите живи здрави. За многу